Благодарам Исо, светот на дланка, како и секое работно утро и ова ви го донесе нашиот и ваш, секако Исо Мухич. Одиме ние натаму, ја отвораме првата тема во отворената утринска програма на телевизија Нова, наречена информација точна и навремена, или ИТН. Фестивал на фигури од овошје и зеленчук на Скопје и Македонија. Утре ќе му се случува ваков фестивал по 8 пат. Со нас е професорот по македонски јазик и секако организатор на СЕВОВА веќе 8 година поред. Господинот Живко Јаневски, добро утро, добро ни дојдовте во телевизија Нова. Добро утро, ви благодарам на поканата за учество во вашата емисија и се надевам дека тоа што ќе се случи не утре, задутре, во недела на 29, да ќе привлече внимание кај пошироката јавност. Така е, да. Сочни фигури од овошје и зеленчук. Кажете ми прво како или од каде дојде идејата токму ваша, верувам ваша беше за создавање на еден ваков фестивал? Да, веќе можам да кажам далечната 2010 година бев на еден сајм на храна во Италија, Салоне дел Густо се викаше, а во организација на Тера Мадре и Slow Food. Прво би сакал да кажам неколку зборови за Slow Food организацијата, да, тоа е една идеологија, светска мрежа, зема се поголем забав, во која што и тоа е всушност идеологија за храната. Храната каква би требала да биде, има три начела, треба да биде чиста, треба да биде вкусна или добра и да биде фер. Во основа фер, да, тоа е за економијата, нели ја ќе објаснам. Ова што би требало да биде чиста, се подразбира, треба да биде еколошки произведена и после производството на храната и средината да остане чиста. Она што би требало да биде добра, треба да биде вкусна за конзументите, така е. Меѓутоа и да нема, да биде вкусна, знаете, не треба да се изминува илјадници километри да биде замрзнувана, што би рекле дека храната би требало да биде од поднебјето каде што живееме, да. Одлична филозофија е она што значи фер, тоа значи и да биде исплатлива за производителот, таа и да биде достапна како универзално право на секој човек. Добри се овие три начала, само многу тешко да се основа, ова е од другата страна на што значи фаст фуд. Знаете во Америка фаст фуд што направи. Да кажам само за бројките дека најмалата единица во оваа мрежа се вика Convivium, еден од тие и Slow Food Светинаум Охридски, инаку има околу 1300 во светот. 1300 ни светот има. Ни светот, да. Организации кои што се дел од оваа голема организација. Вклучена во преку 150-160 земји и секој си има собствена програма, се работи по програмата. Програмата на мојата организација, Slow Food Светинаум Охридски, е подигање на свеста на децата со посебни потреби за користење на храна која што е поувиела, како што ги спомнавме. И таа 2010-та, кога видов што се случува во Торино, огромна, тогаш ми текна дека можам тоа што го гледам како здрава храна, тамо да го престикам тука, меѓутоа да биде, да се симне повторно тоа дидактиката или педагогијата помага тука да се симне на ниво на, како се ка, разбирање на децата некој што предавам. И скромно почнавме 2010 година, меѓутоа во основа... Имаше слух во училиштето во кој што... Да, во училиштето каде што работам, таму како секција продолживме, си направивме едно проектче преку здрава храна, преку здрави навики, така не беше крстено. Одевме по училишта, промовиравме за храна, им покажувавме фигури, децата најдоа да ги вежбаат вештините, убави фигури изготвува и во суштина така се роди идејата, така тргна. Првиот фестивал беше скромен, еве сега во недела на 29 со почеток во 12 часот кај школката, ќе го доживееме и седмото издание. Да кажам неколку збора за училиштата кои што секоја година ни даваат поддршка во организација на оваа манифестација и оваа година веројатно со оглед на избориве е помала бројката од минатата година. 18 училишта се пријавени, минатата година имаше 23, меѓутоа се надевам дека следната година ќе биде уште поголема. Меѓутоа во основа досега го правевме фестивалот во училишниот двор, претесен беше да ги собере. Јас мислам дека еве и фотографиите на кајронот зборуваат за тоа, ќе има фотографии каде што ќе видите дека тоа е врвулица на луѓе, не се само учесниците, туку има и намирници кои што поминуваат по кривулица. И затоа оваа година и на моје задоволство ова ќе го правиме во градскиот парк,
со оглед на доброто време што ќе очекува, најава за добро Така е, време, да. нема да има дошт, а секогаш кога нема дошт е убаво за вакви манифестации. Се надевам дека еве преку медиумите, преку вас, дека ќе допре гласот до пошироката јавност и ќе можат во недела да дојдат да ги посетат дечината да видат што изработуваат. А тоа не се само фигури, тоа се цели композиции, а дека сега есен е па поврзано со есента, па со листови. Да. Значи, детската фантазија е бујна и Нема ова е граници. прекрасна можност за оние што се занимаваат со фотографија. Овие фотографии се аматерски. Да. А некој професионалец сигурно дека Замислете аспектите како како ги направи. Така е, да. Во секој случај одлично, мислам имам поддршка дека е одлична манифестацијата, сакам да кажам дека не сум само јас сум само еден од чинителите на целата голема е манифестацијата, да. Повеќето членови во Сдруженијето Slow Food се родители на деца со посебни потреби, деца и дел се професори кои што ми даваат целосна поддршка и вклучени се со идеи, активности во организацијата, не само на самата манифестација, туку и во текот на целата учебна година имаме низа активности. Ево, една рековме дека посетуваме училишта, каде што со мини трибини укажуваме за значењето на здравата храна, така и преку покажување на изработка на фигури. Втората работа е посетуваме и компании, големи компании, каде што децата се запознаваат со процесот на производството на храна, се добиваат пригодни подароци, се облекуваат во заштитни облеки, тоа е доживување за нив. Посетуваме туристички, излетнички места, каде што се опуштаат, каде што настрана од современиве технологии, телефони, компјутери, можат и некои од тие традиционални, така, со брканици, така игри, да. Добро, ајде одиме со ред. Дали кога се одржува фестивалот, самиот ден имате и дел едукација? Значи, дали е тоа поделено или е само начин на создавање на, да речеме, слични фигури, како ги нарекувате? Значи, следи подготовка. Самиот фестивал е круна на целата активност. На активноста, да. Ние одиме по училиште и со видеопрезентации кажуваме што значи храната. Не зборуваме само за храната, за значењето на храната, за немањето храна во одредени делови на светот, за повеќе да ја почитуваат, за да не ја фрлат. Туку зборуваме и за култура при исхраната, значи со чисти раце, миење, не знам храната од каде, како би требало да потекнува и така. Значи, во тој дел е едукацијата. Ние не сме професионалци, па да знаеме во основа дека треба да јадеме храна која што е од нашето поднебе. И сега повеќе преферираме да им укажуваме дека сега е есен. Не случајно се одржува фестивалот во октомври, кога изобилуваат пазарите со разни јовоши и зеленчуци. И преферираме тоа да им укажуваме да користат исклучиво наша домашна храна, еве наспрема бананите, тикви може да се јадат, зашто тиквите се директно од нива донесени на пазар, бананите можеби најмалку месец-два седеле во некој фрижидери, хладњачи така. Во основа тука е едукацијата за користење на наша домашна традиционална храна, дури одиме и потоа и она подготовките, како подготовката на храна да биде на традиционален начин. На традиционалниот не може да биде фастфуд на брзина приготвен со многу маснути и така. Значи, повеќе аматерски едукацијата, мислам, ама за оваа категорија на деца е совршено и прифатливо е, а самиот фестивал е повеќе игра, забава, дружење, тука го остваруваме и оној другиот елемент, значи прифаќање на децата со посебни потреби од општата популација. Но не само тие деца, така, има и деца од други. Тоа е тоа, другарувањето. Ви кажав, 18 училишта, деца со посебни потреби се од посебното основно училиште Маца Овчарова од Велес, тоа се надвор од Скопје, значи се шириме малку, излегуваме и од границите на Скопје. Посебни паралелки од училиштето Браќа Миладиновци во Куманово, Златен Стремац и Иднина од Скопје, нашето училиште, Крик едукативен центар, приватен, мислам дека е Трисомија 21 здруженија кои што се занимаваат со проблематиката на децата со посебни потреби. И другите сите се основните училишта редовни, каде што со своји перформанси ја збогатуваат програмата
повторно ќе кажам, на фотографиите можевте да видите дека и тие учествуваат, има културно-забавен дел каде што познати естрадни уметници доаѓаат и го прават поинтересен. Во оваа пригода би сакала да ги спомнам групата Replay, кои што се вклучија од веќе трета година се вклучија активно во организирањето сегменти, нели, во фестивалот. Тие се задолжени за тој забавниот дел со озвучување со пејачи, меѓутоа и во оној дел што значи настрана од нашите редовни активности, онаму каде што вежбаат за настапи, доаѓаат дечиња со посебни потреби, па да имаат она интеракција, гледање на инструментите, па земаат и тие, свират и така. Тоа е допуштено и на самиот фестивал. Децата се љубопитни, сакаат се да видат што е како и тоа е допуштено. Имаше ли потреба, да речам, да се доедуцираат децата во однос на создавањето или креирањето на стручните фигури? Да. Кој им Значи, помага таму? имаме ние член во Slow Food и професор по угостителство, предава во нашето училиште, имаме и таква струка. И тој е мајстор за изработка на фигури, меѓутоа сега не е многу голема филозофија за да се научат овие едноставни, на YouTube имате, се ви покажува, тоа го користат и учесниците, вештини, да. Еве уште една од целите се постигнува, тоа е има деца со посебни потреби кои што моториката им е послабо развиена, па може да се, ако не може да сецкаат, сигурно ќе поврзуваат нога со тело, со џеповите, така. Значи, секој си има своја улога, сите се важни на настанот, така. Инаку, изумив да кажам дека поводот за организирање на ваква манифестација е 16 октомври и обично тука го концепираме оваа година ради изборите малце го поместивме. 16 октомври, 16 е Светски ден на храната, токму тоа е меѓународен ден од ФАО. Припатено и тука се некако ни се поклопи, па се поклопи со Тоше Проевски, па пуштаме песни, сега 16 нема да биде. Октомври, значи повеќе елементи се поклопуваат, се е на наша страна. Мене ме радува тоа што сите ја оценуваат како успешна манифестацијата, да не е така, нема да го доживее седмото издание. Повторно ќе има преку 120 учесници, зборувам за деца. Правилата беа по 5 ученика од секој училиште, меѓутоа не може тука да се стави стрикна забрана. На крајот од секоја манифестација децата добиваат пригодни. Јас ќе кажам ако не ме прашате. Има награди? Да, награди се пригодни. Секој учесник се добива пригодни награди. Оваа година можам да треба да кажам за оваа општествената одговорност на бизнис секторот помагаат. Значи да не се тие сигурно дека нема да обстои. Нема, скромно ќе биде. Треба да упатам најголема благодарност до Министерството за култура затоа што е поддржан овој проект од тоа на конкурсот за креативни индустрии, меѓутоа таму има пропозиции каде што вели дека треба да соработуваме со бизнис сектора, така тие ни помагаат. Во оваа пригода и за оваа година Виталија обезбеди пригодни подароци за сите учесници и плюс за прво, второ и трето наградените како најдобри училишта. Ние како организација како училишта, не како училишта, така, а секој учесник, секој детенце се добива посебно и ќе се добие пофалница за учество, професорите добиваат сертификати за тоа што се дале во, нели, ментори им биле во создавањето на тоа, а дека има работа, има дека е креативна, исто така. Мислам, самите слики зборуваат за нивната инвентивност и креативност. Школка е местото, така? Така. 12 часот во недела на 29 да се помолиме времето да биде да не заврне. Сега ни рече Вале, нашата Вале ни кажа во метеото дека ќе биде претежно облачно, но нема да има дожд. Дожд можеби во попладневните часови, меѓутоа со позитивна мислам дека и времето ќе биде на наша страна. Така е. Освен да не изумам, освен Replay, Виталија, тука да не за забавувањето, многу имаме, да не ги спомнувам сите од бизнис секторот кој што во разни сегменти ги помогна и во оваа пригода упатувам благодарност до сите, еве и го поканувам и другите да ни помагаат за следниот 8-миот, па да доживееме јубилеј 10.
Супер, ви благодарам за овој исцрпен дел на тоа што се ќе се случува, но за крај, ја само да ве прашам, ги научевте ли децата дека во Македонија имаме се и не мора ништо увезано да купуваме за да тие не треба или здрави? Тие не треба да се учат. Јас ви кажам дека на големиот одмор кој е некаде во 9:25 после она редовна ужинка секогаш јадат јаболки и крушки. Јаболки и круш. Да. Има донатори да донесуваат, нешто и организаторот се снаоѓа некако носи, можеби не е толку често, меѓутоа е застапено. Супер. Ви благодарам и ви посакувам успешен фестивал. Ќе дојдеме да видиме како и какви композиции или какви фигури, стручни фигури ќе направат. Јас би бил многу благодарен ако дојдете и ако го овековечите тоа во живот. Бивме минатата година, ќе видиме и ова, ветуваме. Ви благодарам многу. Ви благодарам за овој дел од разговорот. Ете така, ја проследивме првата тема. Сите во недела на школка, 12 часот се случува 7-то издание на фестивалот на фигури од овошје и зеленчук. Сега имаме наплатена политичка програма, а веќе во 8 часот и второто издание на вестите. Останете на фреквенцијата на телевизија Нова.